Стопанствениците контра Беслимовски. Бизнисмените му порачаа на првиот човек на регулаторна дека тој нема контакт со земјоделие и агробизнис и дека не може да дефинира дали во иднина ќе има зголемување на цената на лебот. Беслимовски чинам дека е председател на регулаторна комисија, така он малку со земјоделие и со агробизнис нема контакт за да може да дефинира за општо со прехранбена индустрија за да може да дефинира дали ќе има или нема. Ова следеше по изјавите на Беслимовски кој го коментираше ставот од представниците од пекарската индустрија дека лебот во иднина ќе поскапе поради поскапувањето на струјата. Беслимовски рече дека тие во голем дел зависеле од домашното производство и дека големите пекарски компании се законски обврзани да обезбедат електрична енергија на слободниот пазар и практично не ги засега евентуалното поскапување на струјата. За бизнисмените струјата е само еден инпут што учествува во финалниот производ, а цената на лебот зависи од голем број фактори. Уште поголем и најголем инпут во моментов за кој што треба да се разговара се човечките ресурси. Не знам, сигурно имате информација дека платите се сериозно пораснати, недостаток има на човечки ресурси многу во нашата држава, тој недостаток креира повисоки цени, поголеми плати, а сето тоа пак не ја следи продуктивноста во нашето општество. Да бидеме свесни дека царинските стапки на суровините во прехранбената индустрија имаат на вистина многу негативно влијание и затоа многу често ние доаѓаме во ситуација да конзумираме прехранбени производи со повисоки цени за разлика од нашите соседи кои се во Европската унија и прехранбената индустрија континуирано тоа го објаснува, презентира. Лошите економски политики на СДСМ и ДУИ во изминатите години катастрофално се одразија на бизнисите и ги доведоа во тешка состојба. Сега и индустријата и граѓаните ја чекаат новата влада, од која очекуваат воведување мерки за да го ублажи ценовниот шок. Дел од експертите предлагаат субвенционирање на цените на пченицата, но и воведување мерки за контрола на цените на основните животни потреби.